љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Се породив на 11 октомври, Дона е прва борка против фашизмот, а некаде до крајот на септември се уште одев на работа. Породувањето помина сосема во ред, без никакви компликации. Природно се породив, да, без епидурална анестезија, драги гледачи. Немав стравови со првата бременост, јас повеќе стравови имав со втората. Не знам дали други мајки имале слично искуство. Добро вечер, почитувани, ви благодарам што сте заедно и оваа вечер со нас и што одбирате да погледнете уште една Мама Визија. Во оваа епизода студиото го делам со една прекрасна дама, со една млада мајка, позната и популарна пејачка, а воедно на некој начин и моја колешка од неодамна, но е огромно задоволство е што ќе зборуваме за една многу популарна мама за која што првата бременост сите знаевме дека се случила, а за втората се изненадивме. И Јана Бурче, добре ни дојдовте во Мама Визија. Ти благодарам за убавата најава и пред се за убавата енергија која што ја зрачиш и мислам дека секому би му било задоволство да биде твој гостин. Се радувам што одбе прифати поканата, ќе кажам јавно, не се познаваме лично, да. И тоа посебно ме радува што со таква убава харизма ја прифати мојата покана и многу се радувам што ете прв пат ќе зборуваме за нешто што не си го раскажувала никогаш пред јавноста. Да. Сите знаеме за твоето запросување, сите знаеме за твојата прва бременост, најде ќе одиме со ред. Значи, ајде, како се запознавте прво со Александар? Може ли од таму да почнеме? Љубовната приказна започнува? Да, љубовната приказна започнува кон крајот на 2016 година. Значи, ние бевме повеќе години заедно во бенд. Настапувавме доста активно, тој си го живееше својот живот, јас си го живеев мојот живот, но некако универзумот така ги намести коцките да една нова година баш биде пресудна, да ние останеме заедно, се надевам. За сега супер ни оди, така што накратко тоа е приказната. Долго време се познававме, но некако сите работи во животот многу брзо ни се случија. Кратко време откако се споивме, нели, на романтичен начин, останав бремена со Дона, да, тоа сите го дозна на спектакуларен начин. Не знам, вака од дистанца ми е малку поразлично го доживувам. Не знам, во моментот беше многу еуфорично, многу интензивно, многу возбудливо, а сега веќе на моменти си имам и прашалници во главата зашто сега таков спектакл. Тоа ќе те прашам после. Сакам сега прво тоа како ние дознавме. Добре. Како ти дозна дека си бремена? Ајде, тој момент кога се случи? Тој момент се случи со како ги викаат тие тестови за бременост кои се прават во домашни услови. Сега да не бидам премногу детална, но дома дознав, имав позитивен тест од аптека, направив и тест од крв во една од приватните лаборатории. Тоа беше тоа. Интересно беше што според сите конвенционални правила, традиции, обичаи, не би требало во тоа време јас да го задржам бебето, условно речено, меѓутоа јас во моментот се чувствував поподготвена да бидам мајка отколку било кога. Значи, јас сега да останам бремена повторно и покрај тоа што имаме стабилен и успешен брак со Александар и покрај тоа што имаме две прекрасни дечиња, веќе се ни е поминато, јас во овој момент не сум толку сигурна дека би можела повторно да имам бебе. А во 2017 година, на 23 години, кога пред мене беше големиот предизвик за еден пејач, мислам дека и покрај тоа што сите нешта наведуваа кон тоа дека не сум подготвена, јас се чувствував многу подготвена. И тоа е еден феномен кој многу пати го коментирам и со најблиските. Како е можно, мислам, не беше логично во тој момент да бидам толку спремна, но веројатно сето тоа се должи на фактот што бев прво и како личност реализирана, професионално бев реализирана, имав целосна доверба во
Александар дека нели ќе биде тука, ќе биде присутен, ќе биде посветен, така што немав никакви дилеми во тој момент. И сега 23 години е навистина млад човек, не си ни доволно зрел, сега честно исклучоци, боже Искрено, мој, јас бев многу зрела, благодарение на тоа што одев редовно на терапија. Да, уште тогаш си ја имаше тоа ментално здравје, си го нагуваше на тој начин. Да, од секогаш сум била поборник за рушење на тој мит и во оваа прилика луѓето кои ме познаваат ќе се насмеат затоа што многу често ги трујам со овие моабети, меѓутоа од секогаш сум била поборник за грижата за менталното здравје и секогаш апелирам дека не треба да чекаме да ни се случи нешто лошо за да се посветиме на себе си. Јас имав некој во тоа време за мене многу сериозни проблеми поради кои почнав да одам на терапија, но сватив дека доколку сум го направила тоа порано, проблемите воопшто не би ми се чинеле толку големи. И продолжи, и денес си одиш редовно? Не одам редовно, меѓутоа наоѓам начини и ги користам алатките кои ги имам стекнато во тие 3-4 години како посетував редовна терапија. Сега, дознаваш дека си бремена, да се навратиме на тој момент, да. Тоа е фактички пред колку време за да настапиш? Тоа е месец, два, три, колку? Повеќе месеци беа, јас дознав во февруари, настапот беше во мај. Значи колку месеци за тоа, март? 2-3 месеци пред настапот. Воопшто не бев загрижена дека тоа ќе влијае на мене, едноставно си ставив забрана да бидам под стрес, затоа што ми беше важно да го истуркам проектот до крај, но секако и да не му наштедам на плодот кој што тогаш ти си тогаш колку месеци бремена на сцената? Па како му доаѓа Леле, не знам да израчунам искрено. Во месец мај 4 месеци. Значи ти тогаш кога си дознала си била тазе бремена, тазе, не било 2 месеци затоа што некогаш некој дознава. Тазе, веднаш ти си слабичка, можеби си била и 3 месеци, затоа прашам, значи не. 4, мислам дека 4 месеци бев. Тоа е пак е рано, нели? Рано е на половина е горе долу, но да, втор триместар е веќе. Втор триместар веќе влегуваш, да. И сега велиш, рече у глава дека нема нервози, јас ќе се фокусирам на тоа што е моја задача, имав две основни задачи, да се посветам на настапот и да си го негувам здравјето и тоа беше тоа навистина. Мислам дека на некој многу интересен начин бременоста ми помогна толку добро да се носам со притисокот што проектот го носи сам по себе. Значи да не заборавиме дека за гледачите Евровизија е само една песна од 3 минути изведена на сцената, а за изведувачите тоа е една, секогаш велам, опашка од активности која што се оптега со месеци наназад. Јас бев поканета од македонската телевизија да бидам представник во ноември 2016 и активностите започнаа веднаш. Прес активности, промотурни, јас во првиот триместар од бременоста патував во Лондон, Амстердам, Телавив во 10 дена. Значи, навистина беше темпото бурно, но поради таа чиста граница самата во себе, да се заштитам од непотребни стресови и нервози, мислам дека баш како што кажав, бременоста беше таа што ми помогна толку добро да се справам со проектот и на тоа сум многу горда. И позитивна мисла многу важи, многу помага таа позитивна мисла, колку да звучи банално, позитивната мисла е некој лек. И е некоја превентива која што ни помага. Вистината е во главата, јас секогаш тоа го велам, значи ако за мене вистината е светла, и реалноста ќе биде светла. Интересно е, знаеш, од оваа перспектива, тогаш кога се случи запросувањето и дознавањето дека си бремена, не го размислов така, имајќи оваа емисија, нели идејата да те поканам, си велам, леле човече, па застануваш пред милионска публика, тоа е сериозен стрес, таа е огромна задача и одговорност за секој еден артист, па знаеме какви коментари има, па знаеме тоа дека и доминираат понекогаш за жал лошите коментари. Таков народ сме, мораме да си го признаеме тоа и си велам, сега трудна жена, млада, трудна жена, како се носела со тоа, но ете, многу бав одговор ми даде една... Види, во моментот јас не бев свесна за тоа. Мислев дека сето тоа е една ментална вежба, некаков психички ангажман од моја страна и беше така, меѓутоа ми требаше подолг временски период да помине за да јас разберам дека всушност може би со причина сум останала бремена баш во пресред на евровизискиот проект, затоа што по природа пак сум многу емотивна, рак во хороскоп, и мислам дека да не си имав причина да си ги поставам тие граници, може би многу поемотивно ќе го пребродев сето тоа.
Да, тие емоции, ама ете, значи се беше убаво, се беше совршено и како рековме, убаво се сети Јана, мама визија, Да, дека станав мајка на Евровизија, сега гостувам во Мама Визија. Ништо не е случајно. Ништо не е случајно, баш се сети на тоа е многу интересно. Не ми текна мене на ова, многу интересна врска. Ајде сега по завршувањето, односно чекате моментот да не го заборавиме за просувањето. Така. Велиш сега од оваа перспектива може и не требаше толку спектакуларно, а тогаш како се чувствуваше, сакаше да бидеш така запросана? Тогаш јас бев толку изненадена и во шок, значи дури се забележува на снимката од запросувањето, го гледам Александар нешто клекнува, збори нешто, предпоставувам има кутија во раката, ја предпоставувам дека прашањето е will you marry me, ама во моментот кога го давам одговорот, се уште не ми е онака, не знам како да го опишам тоа, не ми е опипливо. Верно не, искуството не ми е верно и во еден момент колешката Александра, која исто така неодамна стана мајка, поздрав до неа, таа ми суфлира, земи го прстенот. Јас бев како парализирана од некоја возбуда, од некоја радост, мислам, сето тоа таму беше многу интензивно. Мислам, земете предвид дека тоа се само неколку минути или можеби 1 час по мојот настап на најгледаното телевизиско шоу во Европа, така што беше баш бурно, бев многу изненадена. Се враќате дома, веќе нели во чекор кон тоа дека треба да се реализирате како жена, мајка, воедно и да стапите во брак. И како поминуваат следните месеци од бременоста и од вашиот живот? Како се вративме, ни требаше малку време да се адаптираме, нели? Јас во тоа време и работев, значи имав како се вели тоа, од 9 до 5 часот си одев на работа. Ги бркав тие некои тековни обврски, организиравме свадба, уште еден момент на кој сум особено горда, а повторно можеби треба да и се заблагодарам на бременоста, е тоа што и свадбата ја организиравме така релаксирано, се ставивме себе си на прво место, беше една супер забава и сватив всушност дека многу често младите се обидуваат да ја адаптираат свадбената прослава, забава, журка на потребите на гостите. А од нашето искуство јас научив дека човекот кој е дојден да ти се израдува и да ја слави твојата љубов, твојата врска, твојот брак, твојата бременост, ќе се радува без разлика на тоа како ќе организираш ти свадбата. Например, во нашиот случај морам да го поздравам DJ Чваре, пушташе музика, предходно свира In the Mood Сале и Джими блузерите, значи моите дедовци кои за жал веќе не се меѓу нас, тогаш имаа повеќе од 80 години, двајцата играа на хип-хоп во првите редови на подиумот, така што не е дека нив им беше потребна некаква музика од нивното време или некако посебно, немаа посебни барања да го адаптираме типот на забавата со цел тие да си поминат убаво. Гостите што беа дојдени да ни се радуваат и мислам дека направивме полн погодок. Како изреагираа твоите најблиски кога нели дознаа дека си бремена и дека ете Јана на 23 години веќе ќе го напушти домот? Сега тоа е факт. Па не беше лесно. Верувам кога веќе и јас сум мајка, се посигурна сум дека не им било лесно, затоа што се ставам веднаш во нивна позиција, што ако Дона ми го направи ова, и татко ми често пати го користи тој аргумент кога ќе се закачат нешто со Аце, ќе видиш ти мене што ми направи, Дона тебе да ти направи. Беше ново и непознато и стресно можеби за нив, но во ниеден момент не направија да се почувствувам неподдржано, не се обидоа да го бойкотираат моментот на било кој начин, но верувам и разбирам зошто би им било стрес. Јасно. Ајде како помина бременоста? Бременоста помина без никаков проблем, зашто сум многу благодарна. Имав навистина лесна бременност, како што веќе спомнавме, истуркав Евровизија до вториот триместар, потоа следуваше свадбата. Одев на работа до не знам, можеби се породив на 11 октомври, Дона е прва борка против фашизмот, а некаде до крајот на септември се уште одев на работа. Породувањето помина
сосема во ред, без никакви компликации. Природно Се породив, да, без епидурална анестезија, драги Браво. гледачи. Значи, во тој момент имав некои дилеми во однос на некоја алергиска реакција од детството, па не бев сигурна дали е паметно анестезиологот да лидокаин беше анестетикот кој беше во прашање и анестезиологот рече што немаме алерготест, а ти имаш сомнеш, најдобро е да не користиме анестезија и секако е болно, мислам боли, но се заборава. Да, тоа сите мајки го кажуваат дека се заборава. Го кажуваат затоа што тоа е вистината. Јас сега кога се навраќам назад не се сеќавам стварно како било тоа. Не можам да се сетам. Да, лежиш на бокс, окей, си тера процедурата и одеднаш си во соба и ти го носат бебето и тука веќе. Го размислуваше ли претходно или немаше време за тоа да размислуваш како ќе биде породувањето, се плашеше ли, знаеш? Интересен феномен, да. Немав стравови со првата бременност, јас повеќе стравови имав со втората. Не знам дали други мајки имале слично искуство, затоа што ти нели комуницираш со нив, но првиот пат бев многу посамоуверена, многу помирна, многу постабилна. Обично е обратно. Обично е обратно, а вториот пат не сакам да го кажам ова, но мислам дека се должи на таа ковид пандемија, затоа што јас со Дарин останав бремена во ноември 2019 година, така беше, да, 2019, а веќе кога беше првиот случај на ковид? Декември, 18 или 19 декември беше првиот случај во Вухан, во Кина, така, да. Од март 2020 година веќе кај нас се беше затворено. Свет, да, беше прогласена пандемија. Пред да преминеме на Дарин, сакам да се задржиме малку со Дона. Породувањето на Дона лесно се поминало лесно, се радувам што било тоа така. Дали Дона го добива името по некого? Да. Како го добива името? Да, Дона го добива името по мајка му на Александар, која за жал многу млада го има изгубено животот и не знам, пак ќе кажам, има некои волшебни елементи во ова наше секојдневие во животот. Значи, уште на првиот скрининг, значи, кога останав бремена, кога дознавме дека е девојче, јас дадов предлог да биде крстена по баба и Дона, затоа што и самото име по себе многу ми се допаѓа, а познавајќи ја релацијата и нели фактот што Александар бил и многу близок со својата мајка, сакав на некој начин да ја испочитуваме. И веќе на наредниот скрининг, оној што е во 4 димензии, сега не се сеќавам хронолошки како одат, но беше очигледно дека Дона ќе личи на баба и, односно на Александар. И кога се роди Дона, беше баш Дона. Генетика, чудо прави таа генетика, вистина е така. Сега некои имаат посилна генетика, во мојот случај јас сум губитникот во генската битка, затоа што двете деца личат на татко им. Да, и од фотографии што сум видела да личат и на тебе. Има нешто Дона, ама доминира некако. Доминира, да. Татово, Сините очи се доминантен ген и тоа е тоа. Тоа е тоа. Сега добро, убаво е да има сини очи, па зошто да не ќе биде заводничка. Убаво. Да. Само татко и да не чуете молам. Болна тема мојата, нема да заведува Дона. Нема, готово. Повлекуваме се што кажавме. Какво дете е Дона? Дона е прекрасно дете. Сега има 8? Да, сега има 8 годинки, веќе е трето оделение. Многу е емоционално интелигентно дете, така би ја опишала. Во некои случаи дури се фаќам себе си како учам од неа, таа ми посочува некои работи кои во моментот сама не можам да ги воочам. И сега борбата тука е да не дојде до размена на улогите, таа да стане мајка, јас дете, нели? Тука е балансот, но секако и ние мајките имаме моменти каде што едноставно не ни е денот и не можеме да се изменаџираме себе си. Но Донче навистина во тој аспект многу посебна. Например, се случи една ситуација, нешто ја искарав и ја доживеав како да ми се налути. Ја викам, Донче ми се налути, и она вика, мама, не ти се налутив, ти кога ми викна, ја се исплашив. И го слушам тоа и си викам, вау, детево колку е паметно да може да разпознае страв, лутина, што чувствува. А и да не те навреди. Па не ме навреди, јас сама себе се
утепав после тоа што сум дозволила така да избувнам, но ми се случува. Добро, сега Да, сите ние да. луѓе имаме и жолта минута, како се вели тоа, и не можеш секогаш да бидеш смирен и се тоа, и некогаш и децата и треба да им се повиши тон, затоа што знаат и да зборувам да се повиши тон само, не повеќе од тоа, затоа што знаат да бидат навистина и непослушни, и треба да знаат каде им се границите, така што те оправдувам како мајка, да знае. Јас многу во моментот се почувствував така лошо, викам, леле, детево дали е зрело или анксиозно? Тенка е линијата, но ми беше драго и секогаш се трудам, значи нештата да бидат искомуницирани. Да, ќе се скараме, но јас те сакам и кога те карам, те сакам и кога не си мирна, морам да ти посочам кога нештото што го правиш не е добро, тоа не влијае никако на мојата безрезервна и бесконечна љубов за тебе. Какво бебе беше? На кој начин ја растеше Дона? Дали имаше некои посебни правила или се движеше по традиционалниот начин на воспитување и растење? Ете, зборуваме од бебе, од пелени, проодувањето, првите запчиња. Каков тип на мајка беше со незе? Мои ментори беа моите родители. Значи, татко ми секогаш се фали дека он е експертот за бањање деца. Во првите денови, откако нели напуштија домот болница, мене тоа ми беше најстрашниот момент. Значи, такво едно мало, па да го наводениш, па да му ставиш шампонче, па уште повеќе се лизга од рацете, а премали се за да ги легнеш во корицата. И тука татко ми интервенираше со своето нели искуство, сепак и ние сме 3 деца растени. Во мајка ми имав целосна доверба во однос на нели доењето, успивањето. Сега за некои нешта, на пример и самата, тоест мајката единствено знае, некако си го чувствуваш детето и можеш подобро да процениш од било кој друг, но сепак ги следев советите на моите родители и на матичниот педијатар на детето. До нас и цицаше до некои 11 месеци и ми се допадна тоа што по природен пат се одвои самата од доењето, како што почна да јаде повеќе нели храна, така и се намалуваше потребата за доење. Не знам што друго да кажам, Дона беше бебе по книга беше Дона. На 3 часа доење, во текот на ноќта почна да ги прескокнува тие подои во 12 часот на полноќ и 3 наутро, значи баш беше швајцарец, како оди редот 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. Тоа е идеално за една мајка. Тоа е идеално за прво дете, ја пак ќе кажам, таа бременост се случи со причина и навистина Дона можеби и дојде на овој свет да ми покаже дека можам да бидам мајка. А дали таа дисциплинирана што имала како бебе ја има и сега? Да, многу е одговорна, но секако детенце, значи сака некогаш и да игра, сака и да се, сега ми е интересно дека се слушаат со другарчињата на Viber. Од прва бев скептик, си велев многу се мали за телефон, но кога размислив наназад, истото сме го правеле и ние, само што ние сме се слушале на фиксен телефон. Не знам какви спомени имаш ти, но јас со другарчињата од основно училиште сум зборувала повеќе 30 минути на фиксен и секогаш дома истата дебата. Јана излези, види се, демек не мора да збориш на телефон, ама имаш секое време со својата технологија, ќе кажам. Ми се допаѓа тоа што, на пример, домашните задачи се приоритет. Имавме среќа и во училиште да и се погодат прекрасни наставнички, па голем дел од обврските ги завршуваат и во рамките на целодневната настава, но во случај да остане нешто, секогаш дома прво тоа се завршува, а потоа се преминува на хедонизам, оди на карате, многу ме радува што се пронајде во тоа, самата изрази желба, значи не сме се труделе нешто ние да ја насочиме, и втората активност е играорна, што исто така ме изненади, според мене, а и од искуството на мојава генерација, нели, родители, мајки, татковци, некако е нетипичен избор за едно девојче. За новиве генерации, да. Да, но секако таа посака ние ја поддржавме. Таа си побара. А од каде слушна за играорната имале посета во училиште, што е еден супер начин да се, нели, во време кога од сите страни ни го напаѓаат идентитетот, ова е еден супер начин да направиме активна промена по тоа прашање.
Дошол наставникот во училиштето каде што учи Дона и ми испрезентирал на децата и на Дона и се видело тоа интересно. Секоја чест. Браво, Да, браво. Карате и игра орнап. Интересно, наистина, браво. Не знам. Не Сега секој за сега има. мислам и дека и се доволно активности. Да, па и треба да има и време за играње сега Да, на крајот. да. Многу мала разлика ви се децата. Да. 2,5 години, ако добро така доаѓа, помалку од 3. Многу сум слаба математика. Така, отприлика. Да, Дона наполни 3, а Дарин веќе беше роден неколку месеци. Помалку од 3 помалку од години, 3 значи години. ти забременуваш додека уште е она многу малечка. Да. И сега и тоа се случува случајно или посакувавте, сакавте да имате таква мала разлика со децата? Не можам да кажам дека беше планирано, но не можам да кажам и дека беше непланирана бременност. Мислам, кога си во брак и кога се чувствуваш безбедно и сигурно, колку може да биде непланирано. Мене малку имам проблеми со тој термин планирана, непланирана, посакувана, непосакувана. Бременност не беше свесно направено, но беше со радост прифатено. Ако може така да го опишам. Да, не, затоа што некои родители бркаат да бидат децата мала разлика, некои пак не немавме сака. такви амбиции, знаевме дека еден ден сакаме да имаме второ дете. Така, да. А кој ден ќе биде тоа? Да сте Не бевме живи, договорени, здрави, така, да. не пруживме рака. Океј, октомври, аце, го правиме второто. Добре, го зачнувате за време пред да почне пандемијата, а се породуваш Пандемијата беше непланирана. и тоа беше непланирано, Тоа беше многу баш така. непланирано, да. А се породуваш во време на пандемијата, тоа го имаш во неколку прилики раскажувано, Да. затоа што го доживуваш како еден сериозен и Стресен период беше повеќе породувањето не помина, пак ќе кажам, многу брзо и многу лесно, особено дека втора бременност, првото породување ми беше исто така природно. Овој пат испитав алергија на лидокаин, испадна негативен тестот, значи можела, да. можев да примам и епидурална. Не дека беше преголема разликата, но сепак беше олеснително. Ми се разлетуваат мислите за тоа што сакам многу работи да кажам. Ајде за бременоста. За бременоста, да, втората бременост. Да, породувањето не ми беше толку голем проблем колку што ми беше хормонскиот ролер костер за време на полициски час. Јас испраќам поздрав до сите мајки од генерацијата 2020 и посакувам да имам многу повеќе што поминале полесно, но за мене психички тоа беше исклучително напорно. Прво мислам дека и нормален, здрав, прав човек тешко го помина Апсолутно. тоа, а не па со сите оние хормонски промени кои што бременоста ги изискува од женското тело, но истуркавме некако, немавме избор. Да, и тие ковид прегледи, тие ковид целото поминување на една жена во бременост, ти практично целата бременост ја поминуваш токму во оној најтешкиот период, кога почнува пандемија. Да. Многу беше страшно. Да не заборавиме дека на вести, јас секогаш зборував дека ние во војна живеевме. Да. На вести само се броја повредени и починати, односно заразени и починати. И затоа една мајка која што расте живот во себе е постојано изложена на лоши вести. Тоа беше многу страшно, па имаше нели и доста алармирања во однос на економската состојба на светско ниво. Па едно време имаше и информација дека ќе има недостиг на млеко во светот. Мислам, тоа беше навистина многу тешко за човештвото, а особено за некој во специфична состојба како што е А бременоста. како го помина, велиш, лесно процесот на породувањето, на моментот дека нели требаше да се тестираат, па ги пренесуваа мајките во ковид центри. И тоа беше Не го поминав јас тоа. Јас се породив во јули 2020 година во една од приватните клиники. Да, ме тестираа за ковид, но немав некаков посебен третман. Значи, ме примија на оделение и понатаму се одвиваше горе-доле нормално. Посетите беа ограничени, значи само таткото имаше право да доаѓа на посета. И она што многу ме повреди е тоа што кога
градинките не работеа. Кога дојде Аце Александар да не земе со Дарин од болница, на Дона не ѝ беше дозволено да влезе во собата. И Дона чекаше на рецепција некаде, додека Аце ми помагаше нели да се спакувам, да се натоварам торби едно друго. Така што тоа ми Детенце беше од 2 години малецка, да. Заради некаков протокол. А сега тоа е она што сакав да го прашам следно, дали по доаѓањето на свет на Дарин, Дона оди во градинка. Значи фактички не може да оди во градинка, не, оди дома си седиме сите и во првиот момент кога дојдовме дома со Дарин, Дона ја доживеав како едно джинче мало. Зашто имав заборавено колку всушност била мала Дона кога се родила, а пред да го запознаам Дарин, Дона за мене била бебе. И сега ги гледам двајцата, не знам сега слики би сакала да покажам, но секако да ќе имаме фотографии, ќе ни пратиш дополнително. Да, Дона стои до Дарин, Дарин е како една векна леп. Ништо не е бебенце 3,5 кила колку се роди, 3,900, а Дона баш ми се виде голема до него. Се трудев да е постојано вклучена во активностите околу бебето со цел нели да не се чувствува и она запоставено, сепак сум мајка на двајцата. Донче таа година искористи прилика и беше во Охрид со дедо и на неколку дена. Тоа беше како една паралелна акција да ми се помогне и мене и на Дона. Значи Дона да има авантура со дедо на плажа, а јас да можам нели колку толку да се адаптирам со новороденчето дома. Да. И како бебе беше Дарин? Ајде прво како го добива Дарин името и тоа да не го изоставам? Интересно, да. Дарин го добива името. Поидовна мисла беше тоа што сакав двете деца да имаат имиња што почнуваат на истата буква. Значи знаевме дека ќе биде на Д. Не знам како дојдовме со братучетка ми Дани до името Даријан. А го гледам името Даријан и некако ми се чинеше малку премногу со буквата Ј. И викам на Дани, а Дарин, како звучи Дарин? Ни се допадна името Дарин. Изгуглав дека потекнува од големиот персиски цар Дариус, дека значењето му е некаков дар или од Господ и си викам, окей, може да одиме со Дарин. Аце се согласи, немаше право да се противи, затоа што нели Дона беше по негов кейф. Постигнавме согласност нели и за неа, но ме поддржа името да биде Дарин. Интересно беше исто така што некако јас во моментот сметав дека многу специфично име сме му дале на детето, а никогаш нема да заборавам кога педијатарот влезе на визита во болница и искоментира нешто во стилот ајде Дарин, пети поред денес. Значи, од новите генерации има многу дечиња кои го носат името Дарин или Дарен. Да, некоја изваденка, слични имиња, такви. Тоа е добро, секоја генерација Јас се ориентирав по мојата генерација. Јас од моја генерација само еден Дарин мислам дека познавам, а во случајот на наш Дарин тоа не е така. Мислам дека веќе и во градинка се повеќе Дариновци. Да, тој уште сега има 5 години, ама ајде пред да стигнеме до тие 5 години, какво бебенце беше тој и колку ви се промени животот? Не како, сигурно ви се промени животот. Како изгледаше животот со две мали дечиња и како го растевте Дарин? Дали ако направиме споредба со Дона, имавте некакви сличности или поинаков е? Сега и поинако е начинот на растење на машко дете. Има ли разлика? Да, па си има разлика, секако анатомски. Така. Но Дарин беше за нијанса, не сакам да кажам по-проблематичен, туку како бебе бараше повеќе внимание. Например, повеќе предизвик имав со спиењето. Не беше како Дона да си спие по 9 часа навечер. Малку повеќе ме будеше во текот на ноќта. Со доењето исто така не беше толку едноставно да се одвикнеме, но успеавме полека. Но сигурно интересно кај Дарин беше со тоа што, например, јас неколку пати бев на службено патување и тоа по една недела, по 3-4 денови и штом се вратам дома, Дона ми се радува и ме прашува мама како си, а Дарин ми вели може цица? Тоа е по не како си, што прави, што има. Да, и тоа што си е мое. Така што бараше повеќе внимание, но пак ќе кажам некако не е дека се заборава, но ни сето тоа поминуваш знаејќи дека тоа е тоа.
Да, Да. да. Штом ти го носи животот, како рече, убаво те научила Дона уште во првата бременност. Штом се случува, тоа е затоа што можеш да го износиш и тоа е еден нов можеш да предизвик. го поднесеш и неколку пати вака со најблиските коментирав дека најголема помош во однос на Дарин ми беше фактот што Дона беше мирно детенце. Значи она си беше мирна, имаше разбирање колку што може едно дете да има. Значи никогаш не ми правела сцени, драми доколку јас треба нешто повеќе на Дарин да му се посветам и затоа често пати велам дека да, Дона многу ми помогна во однос на го негата за прифатила Дарин. братчето и благодарение секако и на вас како родители кои што затоа што тоа е многу тежок период, посебно за толку мала разлика. Да, Неколку и пати беше сме го- зборувано постојано, нели, дека ќе имаме бебе, дека ќе има братче, дека нели малите бебиња бараат малку повеќе енергија, ама дека мама и тато сепак ја сакаат, некако мислам дека понекогаш ќе ги подценуваме малите дечиња колку голем капацитет имаат на емоционално ниво да на разберат. Да. Би сакала Јана да позборуваме и за болеста со која што се соочуваш уште како дете, тоа го имаш јавно зборувано, но би сакала и овде во Мамавизија затоа што овде секогаш испраќаме силна порака за оние кои што можеби ќе се пронајдат во приказната во една прилика атопичен дерматитис. Да. Сакам само тука да посочам некако многу тежок збор е терминот болест. Тоа не е болест, тоа е состојба. Да. Состојба на кожата, атопичен дерматит, значи се соочувам со атипична, нетипична кожа. Некако во тоа време медиумите така го пренесоа, дури добивав повици. Дали е се во ред, што ти се случува? Не е болест, да го разјасниме. Не е нешто сериозно, но е досадна состојба, значи резултира со сува кожа, чешање, иритација, понекогаш, дури сега во моментов, не знам колку може да се забележи, ама од што е иритирана кожата, кај мене конкретно е најмногу на рацете, на дланките изразено, понекогаш ми отекуваат прстите, па во спијање ме буди, ме чеша и големиот кетч тука е тоа што има премногу тригери. И сега јас колку и да се трудам да внимавам на се, не можам да постигнам да внимавам и на храна, и на козметика, и на детергенти, и на материјалите на обликата. Значи, едноставно, премногу работи има што пречат, тригерираат дерматитот и тоа е всушност големата борба, а инаку не можам да кажам, например, дека ми влијае на секојдневието, јас сум сепак, нели, здрава права, затоа сакав да апелирам да не се користи толку терминот болест. Така, да тоа не е болест, туку е состојба всушност со која што се соочува. Што е нешто што е наследно. Во една прилика кажуваш дека и на твојата киркичка го забележиш. Сакав да прашам како сте сега, дали сега сме подобри. Сега сме многу подобри, Дона е веќе порасната, има стекнато нели посилен имунитет, внимаваме повеќе во однос на овие работи што ги набројав, на храна, на козметика, веќе и Дона знае што би можело да ја пречи, што не. Кај неја беше многу на стомачето изразено, па како бебе, така, ќе ја разбуди во спиење, ќе и прави склет е зборот. Така. Прави така некој склет. А тоа се лекува со текот на годините или не се лекува, туку треба да го негуваш да го... Се негува за да се контролира. Сега не би сакала да се излетувам затоа што сепак не сум лекар, дерматолог, алерголог, но од моето искуство се покажало дека да, може да се смири на определено време. Например, во мојот случај, во времето кога бев на факултет, воопшто немав проблем. Тие од 18 до 21-2 години. Немав проблем, на што се должеше реактивацијата, не знам, но не сум сигурна дали може целосно да се отстрани, да го снема. Да, но може да се контролира, со соодветна нега. Јас конкретно кога е најизразено се случува дури кожата на зглобовите на прстите кај мене да е до толку испукана, па го ограничува движењето. Имав интересна ситуација со еден колега музичар, се сретнавме во еден мол, нели да не именувам сега, и пружив рака да се поздравам, како што се поздравивме, а тука почнав да крварам. И човеков се исплаши, леле Јана, што те повредив ли? Да. Кому уживај, атопичен дерматит има. Тоа е тоа. Ќе ставам кремичка, ќе ми помине. Така што, да, пак ми се разлетуваат мислите, извини. Многу работа сакам да кажам. Научуваш да живееш со тоа. Сакам, Јана, да позборуваме околу тоа кога еден родител, тоест родителите имаат две деца,
како мајка, како ги славевте родендените? Ова мислам дека е интересно прашање, од типот на ете сега на Дона е роден ден, Да. но дали се очекуваше и Дарин дека треба да има нешто спектакуларно или во тој момент кога на Дона е роден ден, пошто има на различен Да. ден, Да. како ги организиравте родендените засебно? Со оглед на тоа што и двајцата се мали, па дали се купуваше поклони на двајцата за да не се чувствува запоставено или се даваше до знаење на тој што му е роден ден, тоа е главниот. Аха. Како го организиравте тоа? Па не бараше тоа некоја посебна организација, некако нашиве деца се научени еден за друг да си се радуваат. За првите родендени на Дона Дарин беше толку мал што не можеше бил да свесен. почувствува, не бил свесен, да. Сега се враќам назад во времето, значи третиот роден ден на Дона, 11 октомври 2020 година, јас добив позитивен ковид тест. И бе во карантин, значи останавме дома, сами направивме торта, немавме гости, Донче си се изредува на тортата, Аце нешто што успеа да излезе да купи некакво подароче, тоа беше многу Скромно, многу символично, а првиот роден ден во игротека го имавме 2021, да не излажам. Изгледа 21 беше. И знам дека тогаш веќе децата беа вратени во градинка и за цела група од градинка тоа беше дешавка, затоа што не сме отишле никаде со децава. Конечно се отворивме, можевме да прославиме. И не се сеќавам Дарин да имал некаков посебен третман за родендените на Дона или пак обратно, ние генерално не инвестираме премногу во роденденските прослави, ги собираме другарчињата на децата. Дарин прв пат славеше роден ден со децата од градинка сега, годинава, својот пети роден ден, го прославивме така, му дојдоа другарчињата, имавме торта, инако некако до лани родендените сме ги правеле во кругот на семејството, ама Дарин че е такво дете, јас понекогаш го нарекувам и гуру бебе. Кај него се е љубовно, се е радосно. Сега вака на пример да е во просторијава ќе те испофали колку си убава, косата ти е убава, фустанот ти е, во се ќе ти кажа. Требаше да го викнеме. Требаше. Ќе ти пратам видео порака. Да, и на пример поздравот му е чао, љубов да имаш. Така да душа. сакам да кажам бил радосен за него и самата торта, ете тоа сум правела. Сум нарачувала некои поинтересни нели торти во зависност од неговиот интерес, дали е диносаурус, дали е колички, тоа колички, диносауруси, камиони, сите машки деца мислам дека ги повинуваат тие фази. И бил среќен и со тоа. Дона секогаш се трудела затоа што, како што кажав, до лани на пример не сме правеле така поголеми родендени за Дарин, секогаш се трудела она таа да биде таа која што ќе го анимира малку повеќе. Имаат и браточетка од керкичка на брат ми, значи таа доаѓала, така некако се дружеле во однос на родендените на Дарин. Тргнувањето во градинка на Дарин и на Дона, имаше ли голема разлика? Дали тоа ви беше тежок процес? Како го поминавте? Дали оставањето во градинка, адаптацијата, дали тоа помина глатко? Да, лесно беше, со Дона особено. Пак кажам, Дона беше по книга. На кого е таква? На тато или на мама? Мислам дека е на тато. Јас сум малце поголема тремаџика. Интересно беше, нели првите денови, кратко време трае престојот во градинка. Првиот ден ја однесов, околу 30 минути беше, нели чисто да се запознаја со учителките, со просторот, со децата. Наредниот ден договорот беше да седи 1 час. Се јавив јас откако измина тој час кај наставничката и вика, вика, Дона спие, ќе стане, ќе ја дадам да руча, па ќе си ја земаш. И веќе од следниот ден. Да. А Дарин интересно беше што не правеше проблем кога го остававме во градинка, ама знаеше да ме казнува условно речено кога ќе го земам од градинка. Кај си ти сега мене што ме остави цел ден тука? Зошто ме оставаш, ќе ти се качам на глава. Но и тоа траеше кратко, можеби првиот месец беше така по предизвикувачки, но еве го сега веќе до година првач. До година првач. Тој веќе интересно е со Дарин што тој помина и низ промена на градинки. Значи до февруари 2023 одеше во една градинка, па го префрливме во друга градинка.
второво префрлање, значи втора адаптација ние не поминавме. Детето без проблем си продолжи во новата градинка. Да, и голем кога е можеби полесно и си наоѓа Да, инаку многу мали тргнаа двајцата, Дона тргна на 8 месеци, Дари на 9 месеци. Твојот став во однос на тоа е дека така треба? Да, мојот став е дека така треба и некако сакам да верувам дека на детето мора да му е позабавно во градинка отколку дома. Дома е секојдневие, играчките се тие, родителите се тие, па дури цртаниот филм е тој. Во градинка е подинамично, повеќе дечиња, повеќе играчки, повеќе активности. Не знам дали ова го изманифестирав на децата, но од секогаш сум била со тој став. Ќе ја спомнам и сестра ми тука, затоа што сме 10 години разлика, јас секогаш се зафркавам дека Бојана ми е прво бебе, затоа што имав 10 години кога се роди и сум менјала пелени, бањање, се тоа со неа шише за млеко. И таа исто многу мала тргна во градинка. И можеби тоа некое сеќавање од детството дека е во ред детето да тргне рано во градинка ме охрабрило да ги пуштам децава. Како што се поголеми, јас мислам дека се повеќе разбираат, се понавикнати се на тоа да бидат дома со мама или со баба и потешко оди адаптацијата. Можеби грешам, но мојот впечаток е тој. Ајде малку за твоето семејство, ми го начина следното прашање со тоа што ја спомена Бојана, а баш сакав бидејќи гледав едно твое постаро интервју каде што кажуваш дека Бојана кога се родила ти си имала 10 години, практично си била веќе девојче која што си менувала пелени и си помагала околу растењето. Имаше брат постар? И брат, да, брат ми е повозрасен, 40 години наполни сега. Скоро. Значи брат ти си средното дете, фактички. Да, јас сум средно дете. Да, ајде каде си растена, во кој дел од Скопјанка си, колку што знам, во кој дел од Скопје? Во Карпош 1, до ден денес за мене тоа е најубавото мало и покрај тоа што се омажив за Ѓорче Петров. Сепак, веројатно дека детството го имам таму поминато, секогаш ќе бидам сентиментално врзана за Карпош. Често пати исто така кажувам дека јас страните на светот ги научив според градинката, диспанзерот, основното училиште и во тоа време беше СП маркет, сега е некој друг маркет, исток, запад, север, југ, така се ориентирав. Мојата зграда беше точно централно поставена на 5 метри градинката, на 5 метри училиштето, дури со другарките од основна школа се зафркававме дека кога основното училиште Христијан Тодоровски Карпош би било базен, скокалницата би била поставена кај мене на тераса. Значи толку беше блиску. Ке скокавте од кај мене од тераса и некако ми недостига општо начинот на кој што се шири сега градот Скопје, некако ми недостига таа прагматичност, практичност, да си во голем град, да е се толку блиску како да живееш во некое мало место. Да, некако се искомплицирано, тоа е тоа. Сега ќе живееме во такви услови како што мораме. Како го паметиш твоето детство во однос на твојата мајка? Да ја поздравиме и твојата мајка. Поздрав, мама. Каква е таа како мајка, како таа ве растеше, 3 деца, не е било лесно. И па не е било лесно, ама мојата мајка нема што не може. Некогаш и се чутам, викам, од каде оваа сила, уште оди на работа, уште ми помага со внуците, понекогаш, нели, јас како ќерка, за неа сум дете, знам да и се јавам, да и кукам, да и се жалам, да и досегам со некои мои проблеми. Се грижи и за својата мајка, навистина се прашувам од каде таа енергија, веројатно се доаѓа, нели, со искуството и со животот. Морам да кажам дека едно од најголемите просветлувања од како станав јас мајка е тоа што го сватив значењето на тоа што била мојата мајка за мене. Кога се реализирав како мајка, за прв пат се најдов на местото на мојата мајка. И многу добро разбирам зошто во некои ситуации одлучила и да ме искара, зошто за некои мои одлуки не се согласила, нели, овај некако го коментиравме и околу, нели, врската со Аце и паралелата со Дона, но баш тоа ми беше силниот впечаток, си викам, леле, се ова ја што го правам за моите деца, мојата мајка го правела за мене. Една рефлексија во огледалото, тоа е тоа. Да. А какво дете беше ти? Може би треба мајка ми да ја прашате, не знам. Што ти раскажувале, бе? Па, сум била прилично срамежливо дете, плачка,
сепак рак во хороскоп, многу малку ми треба да се расплачам. Срамежливо дете, но интересен некој парадокс е тоа. Од секогаш ме влечела сцената, но во социјални интеракции секогаш сум била срамежлива. Сега клише муабет, но од мала некако со афинитети кон музиката, моите секогаш ме поддржувале. А во твоето семејство нема корени Сите се музикални, но никој не се занимавал со музика, да. Татко ми свири гитара од Мангу Плук во младоста. Сега ми имаат кажувано дека и мајка ми ја освоил со изведба на I Can't Help Falling in Love with You од Елвис Присли, знаел човекот како се прави тоа. Мајка ми прекрасно пее, значи има пеено по хорови, но сето тоа од љубов. Да, и како некое хоби, а не како ти кое што нели професионално. Да, дури и во мојот случај се уште го доживувам како хоби и сакам да го третирам како хоби затоа што го правам од љубов. Маестро Томислав Шопов ми беше диригент во периодот кога бев дел од академскиот хор Мир Чацев и тој велеше секогаш дека Мир Чацев е аматерски хор, но аматеризмот не значи непрофесионалност, да. туку зборот аматер потекнувал од терминот амаре, кога правиш нешто со љубов. Да. И така секогаш сакам музиката повеќе да биде љубов отколку професија за мене. Ете како слеано и лесно ми оди разговор со водител. Баш следното нешто што сакам да прашам е околу музиката. Така. Знам, начув, како викаат, брапчето ми кажа дека се подготвува, се крчка некаква нова музика со твојот подпис, така? Да, се крчка, се работи, во право е врапчето, многу умно врапче. Работам на нова музика со продуцентот Драги Иванов, уште еден прекрасен човек и професионалец во мојот живот. Тој некако многу ми помогна да работам конструктивно и структурирано на музиката. Јас идеи постојано имам во главата, но никогаш не сум работела насочено на нив. Вака од прва, доколку некогаш работите со Драги Иванов, ќе ви биде чудно дека праќа формулари, правиме заедно календар, запишуваме кој датум што ќе се работи, но тоа навистина помага во делот на проактивност кога се работи на музика, а секако најважно од се тоа што Драги го разбира мојот музички јазик и ме остава да бидам своја во музиката. Јас немам многу техничко познавање на музиката. Тоа е нели негова задача, меѓутоа мелодиите се во главата. А што значи тоа? Правите албум? Мал албум. Станува збор за мал албум. Повеќе музика, не правиме една песна, туку... песна, повеќе песни се во прашање. Да чекаме повеќе музика. Да чекате повеќе музика. А исто така, мислам дека и прв пат го кажувам ова. Интересно е тоа што Александар е вклучен во композиторскиот дел. Значи, ние колку пати седиме дома, а се инаку одличен гитарист и покрај тоа што не се експонира, не свири активно никаде. Мислам, не свири јавно активно никаде, дома е постојано активен. И ти пееш дома? Нонстоп ни свири гитарата дома, да. И си пеете дома, така? Си пееме, си свириме, да. И колку пати така си седиме со Аце, тој нешто си свири на гитара, јас ќе залепам некоја мелодија. Сватив дека можеби тоа е, како да кажам, формулата. И добра спојка сте. Така сте се запознали, така почнало, така што има еден full circle тука, се затвори кругот и многу сум среќна. Аци има специфичен музички сензибилитет, имам и јас, има и Драги, така да супер комбинација сме. Чекаме нешто со нетрпение да излезе. Колку Дона и Дарин се музикални, дали покажуваат тие афинитети да тргнат по стапките на мама и тато? Да, Дарин, ќе почнам со Дона. Дона веќе е поголема, нели, посвесна и многу изразено, мислам, многу кажува гласно дека сака да биде пеачка, сака да пее, сака да игра. Сега е хити кей-поп правецот, па нонстоп ми покажува некои нови групи, па учи кореографии, се труди и е навистина музикална. А за Дарин, дали Дона те гледала на Евровизија? Дали откако сте го пуштиле? Како реагирала кога сте кажале дека е у стомакот? Не е јасно тоа. Да, она
ме гледа мене, ја знае песната, ама не знам колку е свесна дека физички била таму. Јас сум ми посочила, сум ми кажала, а колку тоа не ја значи, не знам, не ми изреагирала некако посебно. Да, извини што те прекинав, Дарин. Нема гајле, за Дарин дека неодамна го слушнав дека е музикален. Ми пееше некоја песничка од Градинка, Шума, шушка, нешто така. Го гледам во темпо, во интонација и викам, синко, па и ти си музикален, браво. Браво, ето тоа, Кажа, гените повторно ќе кажеме си Да. работат. Како повеќе ми зборуваш за нив, многу ми е криво што не се тука, мислам дека ќе беа и Пиеме двајцата некое преубаво кафе, друштво. да. Ќе пиеме кафе и ќе се дружиме на крајот од Мама Визија. Една порака, односно една визија од тебе за Дона и Дарин. Која е твојата визија за нив? Која е твојата Мама Визија? Не сакам да им наметнувам нешто. Мојата визија и насока секогаш би била таа да бидат своји и да не се плашат да комуницираат. Некако како што созревам и растам, сваќам дека 80% од проблемите со кои сме се соочиле во животот можеле да бидат превенирани или решени со подобра комуникација. И затоа секогаш им велам, ако те налутам, кажи ми. Ако си тажен, кажи ми се. А не мора во детали. Јас разбирам дека како што ќе растат тие ќе се соочуваат со нешта кои би сметале дека не се соодветни да се споделат со родителите, но барем основното чувство да го споделат. Мама, денес сум нервозна, не ме чепкај. Да, Тоа е мојата визија, да бидат отворени за комуникација, за да имаме подобра разбирачка во животот. Јана, знам дека гледаш Мама Визија, знам Да. дека знаеш дека Мама Визија има свој мирис, Да. Фрида. Како беше поздравот на Дарин? Поздрав, остани со љубов. Љубов да имаш. Љубов да имаш, да. Љубов да имаш, ти посакувам и јас. благодарам, Многу многу љубов. Ова е Фрида. Ви благодарам. Прекрасно е букетчето, да ги следам на Инстаграм, навистина ми се допаѓа како работат. Тогаш нема потреба ти кажувам, знаеш каде се наоѓа, тоа е Да. вистинскиот убав подарок и за жена и за маж, тоа го констатиравме во Мама Визија. И за дечиња. И за дечиња. После секоја приредба Дона добива цвеќе од мама и тато. Одлично. Јана, од срце ти благодарам, ми Исто, беше многу исто. убаво и многу брзо ми помина времето, тоа ќе го кажам. Да, и брзо ми помина и малку ми беше. Некој интересен феномен тука се случи. Ти благодарам, како што вели Дарин, љубов да имаш, јас многу љубов почувствував во текот на нашиот разговор. Исто, обострано љубов да имате и вие. Еве го овој поздрав, мислам дека ќе стане универзален на Дарин. Ќе ги поздравиме и Бутик Дона кој што се грижат Бутик Дона. кои што се грижат за Бутик Дона, така е, оваа емисија некако заклучивме дека има многу Универзумот е на наша страна, да. Така е, се согласувам ја на Бутик Дона кои што ги имаат убавите колекции. Ако сакате и ако ви треба да се дотирате, ќе ви се заблагодарам многу што погледнавте уште една Мама Визија. Сите останати Мама Визии доколку сте ги пропуштиле ги имате на YouTube каналот на Слободен печат. Поздрав.